Притворен е цимерот на починатиот битолчанец Сашо Дахан поради постоење на сомнение дека сторил кривично дело убиство. Двајцата бездомници неколку години престојуваа заедно во иста куќа на улицата 4 ноември, а 53 годишниот П.А. е осомничен дека губил својот цимер. Според информациите од СВР Битола, осомничениот сакајки да го прикрие свирепот убиство, барал помош од соседите на кои им кажал дека непознати лица ги нападнале додека спиеле. Пошто П.А. беше хоспитализиран во клиничката болница во Битола. Истиот, со намера да го прикрие ова свирепо убиство, во времето од 5 часот и 50 минути на 25 јануари 2017 година се упатил во соседната куќа, барајќи помош, каде кажал дека повеќе непознати лица ги нападнале додека спиеле, при што истиот е хоспитализиран бидејќи се жалел на повреди во клиничката болница Битола. По извршениот увид од страна на екипите на СВР Битола, констатирано е дека нема траги од насилно влегување во објектот каде престојуваа бездомниците, наспроти контрадикторните тврдења на П.А. дека биле нападнати од непознати лица. Од извршеното вештачење на подигнатите траги, констатирано е дека трагите пронајдени на пријавениот укажуваат дека истиот е можен извршител на делото. По наредба на јавен обвинител, извршена е обдукција врз телото на починатиот, при што констатирано е дека убиството е извршено на свиреп и подмолен начин, каде се нанесени видливи повреди по главата и телото. Од обавениот разговор со сторителот, откако бил хоспитализиран, истиот дал повеќе пати контрадикторно известување дека и самиот тој бил нападнат и удиран по главата од страна на лица со бейсбол палки, како и контрадикторност во изјавата каде ги опишува напаѓачите, иако во просторијата било темно и немало никаков извор на дополнителна светлина. Според неофицијални информации, сега починатиот Дахан и неговиот цимер често меѓу себе во алкохолизирана состојба започнувале физички пресметки, кои најчесто резултирале со видливи повреди кај жртвата. Според информациите, пресметките биле резултат на сомневањата на осомничениот дека жртвата му подметнувала отров во алкохолот, што најверојатно е и мотивот поради кој е извршено ова свирепо убиство.